За тоа кој град како се справува со загадувањето и колку инвестира во неговото намалување, може би најсликовито зборуваат споредбените показатели. Например, додека Кичево со околу 6000 семејства субвенционирало 800 домаќинства за инвертери со по неверојатни 1000 евра од општината и од Евана, Кочани со поголем број семејства во оваа мерка влегло со поскромни 10.000 денари, или сумирано општина Кичево и Евана ги помогнале граѓаните со 800.000 евра, а општина Кочани со 1 милион или околу 17.000 евра. При тоа факт е дека загадувањето и во Кичево и во Кочани е најголемо навечер кога се палаат ќумбињата и почнува загревањето на домовите со дрво, ќумур или течни горива. Загадувањето на воздухот станува голема закана по здравјето на локалните жители од сите возрасти, а најмногу на децата, постарите лица и хронично болните. Познати технолози стручно објаснуваат дека најголем загадувач на амбиенталниот воздух е грењето со дрва, ќумур и слично, особено поради горењето на сурови дрва со голем процент на влага во нив. Уште поголем загадувач е отпадното дрво од пиланите, кој испушта најголем процент PM10 честички. За согорувањето пластика, гуми, облека и други материјали, излишно е да се зборува колкава концентрација на загадување емитуваат. Од тука, за да почувствуваат кочанци барем мало намалување на загадувањето, неопходно е субвенционирање на 2 до 3000 домаќинства кои печките на дрва би ги замениле со инвертери, и плюс по кои критериуми во Кичево се доделуваат по 1000 евра, а во Кочани по 170 евра.